Почитувани граѓани, почитувани колеги. Уште еден задоцнет извештај, овој пат за работата на Државната комисија за спречување корупција за 2021 година. Веројатно, никој од надлежните не го засега искоренувањето на корупцијата во државата, па затоа не им се брза по однос на разгледување извештаи и решавање на детектираните проблеми во нив. Република Македонија, според најновиот индекс на перцепција на корупција кој го објавува Transparency International, се наоѓа на 85-то место, што ја прави една од најкорумпираните држави во светот и оваа титула ја дели со држави како Суринам, Индија, Тунис. А ако споредуваме со државите од соседството, подобро рангирани од нас се дури Косово и Црна Гора. Токму затоа, Владата на Република Македонија добива засилени и остри критики, но и апел да ја зајакне борбата против корупцијата, а пред се да спроведе реформи во судството, што ќе резултира со поголем број судски постапки против случаи на корупција. Годишниот извештај на Државната комисија за спречување корупција за 2021 година ни говори дека во истата година граѓаните имаат пријавено доста незаконитости и нерегуларности во работењето на службените лица. Така што Државната комисија има примено 720 пријави од граѓани со сомневање за постоење коруптивно однесување, злоупотреба на јавна функција, како и постоење на судир на интереси. Истава комисија во 2021 година има оформено 84 предмети, поведено 710 прекршочни постапки за ненавремено поднесени изјави за имотна состојба и интереси. Има донесено 675 одлуки, од кои најмногу 390 се од областа на корупцијата, 152 судир на интереси, потоа 92 од областа на проверка на податоци од анкетните листови, 41 за непочитување на забраните во текот на изборниот процес и има издадено 85 мислења по барање за потенцијален судир на интереси. Се на се, ова се сумираните резултати од работата на Државната комисија за спречување корупција за 2021 година, изразена во бројки. Од горе наведеното и од она што го пишува во целиот извештај, се добива впечаток дека Државната комисија за спречување корупција работела во извештајната година, но она што мене ме интересира, а и целокупната македонска јавност, е какви се резултатите од сработеното. По колку од наведените случаи соодветните институции имаат постапено. Колку од оние кај кои е констатирано корупција или судир на интереси одговарале пред лицето на правдата. И уште поважно, по колку случаи на корупција и судир на интереси Државната комисија нема воопшто покренато постапка, а се однесуваат на високи функционери од власта. Верувам дека овие прашања ги мачи целокупната македонска јавност и сака да ги чуе одговорите. Зашто сите нас не засега, дали министрите, разни директори, управители и раководители од СДСМ и ДУИ имаат вработено на високи позиции своји роднини, пријатели, кумови и така натаму. Сите не засега, дали истите министри, директори, делат големи пари од разни тендери и дали сите тие пари се од граѓаните кои токму оваа власт ги осиромаши до срж. Сите не интересира дали во оваа наша држава законите важат подеднакво за сите и дали некој воопшто постапува по предметите на Државната комисија. Зашто се уште не сме слушнале какви казни поднесуваат, еве како пример ќе ги земам двајцата екс-генерални секретари на влада, Рашковски и Зекири, кои во периодот од 2017 до 2021 година потрошиле 2,5 милиони евра народни пари и спротивно на закон вработиле стотици лица на договор на дело во тој период. Дали некој ќе одговара и за високите суми од 12.000 евра кои се исплатени на екс-водителката и несудена консулка Бесмира Јупи за ништо? И не е само таа, и не е само еден, и не е само една. За неподобни, но партиски послушници може да зборуваме буквално во секоја институција.
Но никој не превзема ништо по однос на ова и останува да важи непишаното правило, дека доколку си повеќе поблизок до високи функционери на власта, толку повисоки позиции ќе добиваш, толку поголеми тендери ќе добиваш, толку повеќе партизација ќе има во секоја институција во државата. Од приложениот извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција можеме да прочитаме само дека имаме една статистика со бројки кои нам ништо не ни значат доколку немаме поголема транспарентност и директно да знаеме за кои предмети имаат постапено поодносна проверка и утврдување на состојбите поврзани со сомнежи на коруптивно однесување, судир на интереси, спречување на корупција во политиката и така натаму. И плюс, сакаме да знаеме по колку од тие предмети јавното обвинителство има постапено. Тврдам и на сите во Република Македонија им е повеќе од јасно дека корупцијата е најголемиот проблем за нас, кој носи низа неправди и ненаквости и токму тоа е најголемата пречка за демократски развој на државата. Имаме огромна недоверба во судството и правосудството, а таа недоверба е сосема оправдана, зашто граѓаните многу добро ја следат и согледуваат ситуацијата и се уверени дека митото и корупцијата се пресудни за исходите на голем број судски процеси, а исто и политичката и партиската определба. Во последниве години, откако СДСМ се на власт, оваа општествена аномалија е се повеќе распространета и не треба да си експерт за да сватиш дека партизацијата зазема се поголем замав, а со тоа и корупцијата се издигна на едно многу високо ниво. Поради низа на повеќе фактори, очигледно е дека во Република Македонија корупцијата цвета на сите страни, а напорите кои се вложуваат за нејзино сузбивање се гола реторика отколку пракса. Зашто некому му одговара да лаже и манипулира со граѓаните, кои пак се повеќе се свестуваат и јавно го изразуваат својот сомнеж и во политичарите, и во институциите. И затоа, како резултат на испитувањето на јавното мислење, имаме висок процент на недоверба и во судството, и во самата влада на Република Македонија. Дека тоа така ни говори и извештајот кој ни го доставува Европската комисија за напредокот на Република Македонија, а тоа го констатира и евроамбасадорот Гир, како и американската амбасадорка Агелер. Тие повикувајќи се на конкретно два различни случаи, Агелер на оној за изборот на новиот шеф на јавното обвинителство, а Гир на оној случај со доделување државјанство на Онишченко, повикуваат на поголема професионалност на институциите и поголема праведност и отчетност од истите, зашто само така може да се зборува за некаков напредок во нашата држава. Бадијала се убедувањата на актуелната власт дека превземаат чекори за непречено функционирање на институциите и дека внимаваат на интегритетот и професионалноста на оние кои ги водат институциите, кога знаеме дека воопшто не е така и секојдневно сме сведоци на примери со непотизам и судир на интереси. Оваа влада, бидејќи има своји лични партиски приоритети, нема крупна политичка волја за решавање на проблемите со корупцијата и затоа не верувам дека ќе превземат никакви мерки кои ќе бидат успешни за справување со корупцијата и криминалот. Се додека Државната комисија за спречување на корупција и владата не ги усогласат своите ставови дека заеднички ќе се борат против истата, нема да имаме никаков напредок во борбата против неа. Се додека Државната комисија и владата различно ги читаат законите, корупцијата како октопод ќе ги расширува своите пипци во сите сфери и никогаш нема да можеме да зборуваме за активна борба против неа и да имаме видливи резултати. Ако Државната комисија укажува дека некаде има неправилности, а соодветните институции не постапуваат по нив, нема да можеме да мрднеме ни чекор напред кон подобрување на било кое поле. Бадијала ќе бидат сите овие извештаи кои ги добиваме овде, ако од нив не можеме да добиеме никакви позитивни резултати во насока на подобрување на целокупната ситуација во државата, било на политички или социоекономски план. Благодарам.